И конечно излегуваме на кратко од студиото. Нашата драга Ирена Спировска веќе е подготвена да ни презентира едни убави вести во пресрет на новогодишните празници, а многу повеќе детали заедно со нејзината соговорничка Дарија Андовска, деканка на Факултетот за музичка уметност. Добро утро и поздрав до двете. Добро утро, Суза, поздрав до тебе и до сите гледачи на Добро утро секое утро. Утринава се јавуваме во живо од Македонската филхармонија за да го најавиме годишниот концерт на Факултетот за музичка уметност оваа година со наслов Орион, каде што се раѓаат звездите. Концертот ќе се случи утре вечер во Македонската филхармонија со почеток во 20 часот, а утринава сум во друштво на маестро Сашо Татарчевски и Ангел Спировски, со кој што ќе ги дознаеме информациите за програмата, за учесниците на овој концерт, кој што секоја година преполнува големата сала во филхармонија и ни дава можност да уживаме во концертирањето на младите таленти, музички надежи и идни звезди кои што призлегуваат од Факултетот за музичка уметност Скопје при Универзитетот Свети Кирил и Методи. Пред се добро утро и ви благодарам за одвоеното време. Знам дека овие денови пред концерт сите сте окупирани околу вежбање, подготвување на програмата, но секако е значена информацијата за ово убаво музичко случување да ја споделиме и со гледачите. Па еве, маестро, да почнеме од вас. 59 години од постоењето на институцијата ФМУ ќе донесе уште едно убаво музичко случување на кое што ќе можеме да уживаме утре вечер со почеток од 20 часот. Што всушност не очекува? Добро утро на сите и благодариме за интересот, за поканата да учествуваме во утринска емисија. Да, како што кажавте, еве, така да кажеме, во пресрет на големиот јубилеј 60 години, 2026 е тој јубилеј, го правиме овој концерт кој што е традиционален. 6 декември е практично ден на факултетот. Ова година во очи 6 декември го правиме концертот, значи во петок. Тоа е концерт каде што се слави, ајде така да кажеме, доделувањето на дипломите на генерациите кои што претходно завршиле, меѓутоа и концерт на кој што ги покажуваме резултатите кои што сме ги постигнале во претходната година, а тоа кај нас се гледа на сцена. Значи, она што го представува факултетот се главном ансамблите на факултетот и камерните ансамбли кои што постојат и кои што се оформени во текот на годините. Значи, симфонискиот оркестар, во секој случај хорот Драган Шуплевски, камерниот оркестар солисти на ФМУ, меѓутоа и составите од студенти и професори кои што доаѓаат од катедрите за етномузикологија и балетска педагогија. Така што ќе биде еден разноврсен концерт на кој што ќе настапат огромен број од студентите кои што се сега на Факултетот за музичка уметност, меѓутоа и дел од професорите. Така што ги поканувам сите луѓе кои што сакаат во петок навечер да уживаат во изведбата на нашите идни музички звезди, да дојдат на овој концерт и да си уживаат. Еве, Ангел, вие ќе ни кажете нешто повеќе за секцијата која што вие ја раководите, тоа е дувачката секција. Што е она што подготвивте за публиката која што ќе биде утре вечер присутна тука во салата на Македонската филхармонија? Ви благодарам и од моје име на Алфа телевизија за интересот. Да, дувачкиот ансамбл ќе се представи со композиција која датира некаде од 16-тиот век, средината на 16-тиот век. Тилман Сусато, Дансерје, тоа е свита од танци, повеќе од 50, ние направивме селекција од 5, но она што е важно да се напомене во аранжман кој ги вклучува сите студенти кои имаат го имаат предметот оркестар, со цел да сите да ја добијат нели истата шанса за стекнување искуство. Покрај овој дел од програмата можам да најавам и симфонискиот оркестар, во секој случај ќе ги интонира и трите химни.
химната на Република Македонија, академската химна и химната на универзитетот, но во онај дел од програмата кој не е дел од протоколот ќе се изведува Џорџ Гершвин со Американец во Париз и третиот танц од свитата три танци на Горецки. Како што спомена маестро Татарчевски, работата на професорите, секако и трудот и љубовта, посветеноста на студентите се гледаат кога ќе се случат концертите и настапите на сцена, па што значи всушност овој годишен концерт за самите студенти? Огромна возбуда пред се, момент каде што одговорноста ја чувствуваат и во таквите моменти најверојатно е најголемиот растеж, затоа што музичката професија се занимава нели и со репродуктивност, односно со изведување на сцена. Ние теоретски може да разговараме многу време, може и да пробуваме во салите на факултетот, но друго е кога тоа се представува пред публика. Само едно нешто изумив да кажам, симфонискиот оркестар е под раководство на професор магистер Боријан Цанев, да не изумам, но во контекст на вашето прашање, да, голема возбуда и голема прилика студентите да се стекнат со искуство кое се надевам натаму ќе им послужи во нивните професионални ангажмани. Вашето огромно професионално искуство го пренесувате насебично на помладите генерации, а велат дека учителот е добар кога ученикот ќе го надмине. Колку сте задоволни од оваа генерација сега и што носи оваа генерација за нашата музичка иднина? Секоја генерација, тоа од искуство можам да кажам, си носи нешто свое. Многу се различни помеѓу себе, доколку споредам генерации од пред 15 години со овие генерации денес, многу различни. Меѓутоа, тоа не прави едните да бидат во иднина подобри професионалци отколку другите. Ние ги учиме да бидат професионалци во нивната професија, а тоа е професионални музичари, да се однесуваат со почит кон својата професија, да се однесуваат со почит кон публиката, бидејќи тоа е она што ние го работиме. И доколку тоа успееме да го направиме, секако, водејќи сметка за квалитетот на она што треба да го совладат и нивото на кое што треба да дојдат, за да тоа биде во рамки на секогаш на ниво на добар квалитет, ако не и врвен, кога има можност за тоа, тогаш сме успеале. Значи, јас можам да кажам дека со сите генерации со кои што јас досега сум имал можност да работам, сме успеале, секако со сите на различен начин, со различни методи, меѓутоа сме успеале да ги направиме голем дел од нив да бидат навистина добри професионалци и некои од нив и одлични музичари. Значи, тоа е нашата главна работа. Разликата, да речеме, на работата во по другите степени на образование и работата на факултет е тоа што професорите на факултет го предаваат своето искуство. Значи, не предаваат нешто што е само научено како теорија, туку нешто што се практикува секојдневно и доколку професорот тоа го прави на некое ниво кое што е со високи стандарди, доколку ја има педагошката моќ да го пренесе тоа на студентите, секако и тие ќе го прават тоа на тој начин, а како што кажавте, едно од најголемите задоволства, што за мене искрено кога го почувствував беше малку чудно, е кога ќе видите студент кој што почнува и да го надминува она што вие сте го учеле него. И едноставно се чувствувате како дел од тој успех и задоволството е огромно. А како што знаете, да не зборувам во проценти, меѓутоа најголемиот број музичари од сите области кои што ги знаеме овде во Македонија произлегуваат токму од овој извор, од Факултетот за музичка уметност, и јас сум сигурен дека тоа и во иднина ќе биде така.
Годишниот концерт на ФМО од година в година станува се поголема атракција и салата е секогаш преполна, како што споменав и на почеток, се бара место повеќе. Тоа е настан каде што се слушаат громогласни аплаузи, настан на кој што публиката несебично им враќа на студентите, па и на професорите секако, за таа убава енергија и убава музика што ни ја подарувате за време на концертот и традиционално влезот за овој концерт е секогаш бесплатен. Каков е интересот за оваа година? Сигурно сте во тек. Седно, може и двајцата да одговорите. Од она што јас чувствувам огромен, мене лично барем луѓе ме прашуваат каде да се набават карти и влезници, да, влезот е слободен, од она што јас имам информација, мислам дека е без резервации, така да ги очекуваме сите љубители, како што кажавте и самите, да ги бодрат на идните звезди на Орион концертот кој ќе се случи утре вечер. Со оглед дека концертот традиционално се случува во декември, кога веќе полека почнува новогодишниот амбиент и подготовката за новогодишните и божикните празници, колку самиот тој момент има влијание на изборот на музичката програма што факултетот одлучува да биде презентиран? Морам да кажам дека е една комбинација тој избор. Прво да, и тоа секако, дека треба да се води сметка тоа да биде и полесно допадливо за публиката која што ќе дојде. Овој период е преполн со концерти, декември е секогаш таков, и мислам токму и поради тоа што ФМО и Македонската филхармонија одлучиле како подарок да го дадат овој концерт на публиката, затоа интересот е толку голем, бидејќи ретко веќе се наоѓаат вакви големи концерти со бесплатен влез. Меѓутоа, во изборот на програмата секако дека многу влијае и педагошкиот момент во смисла избор на програма која што е адаптирана на нивото, можностите, достигнувањата на студентите и ансамблите кои што ги имаме во моментот, бидејќи некогаш тој момент на избор на права програма погодена на моменталната состојба е многу важен, затоа што, како што испомна Ангел, излегувањето на сцена е еден навистина и свечен, меѓутоа и многу одговорен момент за студентите. Тие тука првпат, некои од нив за првпат ќе почувствуваат како изгледа тоа на сцена, на голема сцена, со многу публика, со големи ансамбли, и многу е важно програмата да биде таква да можат успешно да ја изведат. Така што изборот е секогаш комбинација. Не спомнавме можеби што другите ансамбли ќе изведуваат. Камерниот оркестар ќе изведува композиции од 3 различни стилски периоди, кои што се така конципирани да представуваат контраст една на друга. Ќе имаме и солист на виолина со камерниот оркестар. Имаме ансамблите за народни инструменти, ансамблот за народни инструменти со една инструментална композиција, едно оро, и многу интересна композиција на вокалниот ансамбл од етномузикологија. Камерниот оркестар настапува на една композиција заедно и со студентите од програмата за популарни жанри. Тие си имаат уште неколку нивни композиции, така што многу разноврсна, едноставно опфативме се што на факултетот за музичка работа, факултетот за музичка уметност се работи кога станува збор за ансамбли. Несомнено дека ќе биде настан што сигурно ќе воодушеви публиката и настан што долго ќе се памети и ќе се прераскажува. Јас ви посакувам успешен настап, успешна реализација на овој концерт. Уште еднаш со должна благодарност за одвоеното време и што овозможивте нашите гледачи утринава да дознаат за ово убаво случување, и верувам одличен мотив ќе им биде да се придружите утре вечер тука во Македонската филхармонија со почеток од 20 часот на
годишниот концерт на Факултетот за музичка уметност Орион, каде што се раѓаат звездите. Останува само да дојдете и да уживате во она што го подготвиле студентите заедно со своите професори. Прекрасно. Студио се одјавуваме од Филхармонија и се разбира ги молиме гледачите да останат и понатака со нашата утринска програма, затоа што следуваат уште многу атрактивни содржини. Да, благодарам многу. Поздрав до гостите, соговорниците.